Снежана Радојчик е по потекло од Белград. До своите 40 години воопшто не сакала да патува. Често се случувало да се подготвува со денови за патување од Белград до Нови Сад. Дипломирала на југословенска и светска литература, а нејзината лична библиотека од околу 5000 книги била нејзиниот прозорец кон светот. Од лесен и удобен живот, Снежана ги продала сите нејзини работи. Станот го изнајмила под кирија и на 24 јули 2011 година тргнала на патување со велосипед околу светот. Идејата да патувам околу светот ми дојде во 2008-2009 година. Меѓутоа не бев сигурна дали тоа е некоја имагинација или моментална идеја и си оставив време на себе да сватам дали навистина тоа го сакам. Во меѓувреме се обидував да најдам друштво и да најдам пари. Меѓутоа не успеав да најдам некого што би се осудило од овие наши простори за такво нешто, а исто така и пари не најдов. Во 2011 година јас тргнав. Најдов преку еден странски веб сајт, преку еден американец со кого се запознав 7-8 месеци пред турата. Па станавме и емотивен пар и тогаш тргнавме во јули 2011. Јас го дадов за изнајмување мојот мал стан во Белград. Тогаш тој чинеше 150 евра. Значи имав 5 евра дневно буџет и така патував првите 2 години. Сопатникот ме остави после 8 месеци во Турција и од тогаш до јануари 2012 година возам сама. До сега посетила десетици земји во светот, од Европа, Азија и Америка, и ги посетила Хималаите, Сибир, пустината Гоби, Атакама, Амазон. Ја не бројам земји или километри одавно, пошто ова не е патување. Јас одамна не ги бројам земјите и километрите затоа што ова не е патување, ова е номадски живот околу светот. Значи јас не патувам, останувам во секоја земја максимално колку што е возможно. Во зависност од визните правила се запознавам, истражувам, се обидувам да осетам како живее локалното население, да ја доживеам таа култура и обичај, да го прифатам тоа. Сега за мене секоја земја ми оставила впечаток на некој начин. Можам да кажам дека долго време омилена земја ми беше Јапонија, затоа што е необична и како да сте на друга галаксија, а од неодамна омилена ми е Америка, затоа што е поразлична. Не знам, овде, ние во Србија, како што замислуваме, со оглед на што претрпевме од американската влада, но тоа нема врска со американскиот народ. Ем што имаат одлична природа, западната обала со сите тие национални паркови, ем тоа што луѓето се толку срдечни, помагаат, буквално секој ден ми помагаат. Ме угостуваа, ми носеа храна. Понекогаш ми даваа и пари. Значи, навистина неверојатно искуство, кои објаснуваа дека сите тие таму дошле од различни страни и дека морале сите едни на други да си помагаат. И тогаш кога ме гледаа на мојот велосипед со 30 на килограми тежина и уште кога ќе слушнат колку долго патувам, тогаш тие сваќаат дека јас остварувам некаков сон и тие сакаат да помогнат да се оствари тугиот сон, затоа што и на нив некого им помогнал да го остварат својот сон во Америка. Ја прашавме Снежана која е нејзината следна дестинација. Па сад сам неко време остаću u Srbiji, radiću трибине. Сега некое време ќе останам во Србија. Ќе работам на трибини на Балканот, патувачки трибини, а потоа размислувам за Нов Зеланд пред се. Веројатно едно долго патување од 3000 километри, а потоа возење велосипед во Австралија, но ќе видиме. Снежана за македонската телевизија вели дека низините приходи се од изнајмување стан, продавање книги, повремено предавање англиски јазик, претплата на блогот на низините следбеници, како и од спонзорства на низиниот YouTube канал. Во 2017 година таа започнала хуманитарна кампања наречена До покривот за покрив, со идеја да се вози до покривот на светот на надморска височина од 4655 метри, со цел да собере $4655 за самохрана баба со 2 внуци. А джилакот на патот Свети Јаков беше пропратен со хуманитарна кампања наречена Милион чекори за децата од прифатилиште, а целта беше да се соберат 1 милион српски динари за децата кои живеат и работат на улица. Таа исто така одржала и неколку аукции на предмети од Латинска Америка за болните деца во Србија.